Добро дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде председателот на МААК Страшо Ангеловски. Добро дојде. Добро ве најдов. И најпрво поминаа официјалните денови на жалост, но жалоста ќе остане во сите нас да изразиме сочувство. Јас прв пат сум на медиум јавно, па да искористам можноста да изразам сочувство до сите, до семејствата на оние кои починаа во оној грозоморен настан, да им посакам што побрзо заздравување на повредените, да посакам една ваква ситуација да не ни се случи никогаш повеќе, да ги пронајдеме виновниците, да ги казниме виновниците и Македонија да ја вратиме во нормала, затоа што таа се уште не е во нормала, не го живее животот со полни гради. Ќе треба да помине време, ќе треба да се пронајдат виновниците, ќе треба да бидат казнети за да ја вратиме Македонија повторно да дише со полни гради. Едно големо амин на сето ова што го кажа. Страшно на дистанца, како што каже и самиот, и помина и деновите на жалост, но 9 дена од трагедијата. На таа дистанца можеби некои работи се разјаснија, можеби и не, но гледано од дистанцата од 9 дена, што според тебе се случи во Кочани? Значи, јас навистина не би сакал да манипулирам со тоа што се случи. Знаеме што се случи. Се случи еден страотен пожар во кој ја зафати дискотеката, во која сега говориме според податоците кои ги добиваме, нели, дека имало премногу народ внатре, дека се употребила пиротехника во простор кој не е и сето тоа го знаеме сите ние. Но јас би сакал да отидам малку подлабоко, да отидам малку подалеку во она што се случи. Може би гледачите повеќе ги сакаат емисиите кај што се изнесува сензационализам, кај што се кажуваат интересни работи. Може би моето искажување нема да биде сензационалистичко, меѓутоа сакам да ги упатам да знаат зошто дојде до сето ова. Не како случување, не како случка, како издвоена случка, туку како нешто што го живееме веќе 30 и повеќе години. И ќе почнам малку од поназад. Ние живееме, за жал, од моментот кога на референдумот изгласавме независност на Република Македонија, истовремено се одвива и еден процес на воспоставување на либерален, униполарен светски поредок. И ние немавме ниту време државата да ја стандардизираме, државата да ја воспоставиме на јаки темели, затоа што од моментот од осамостојувањето ние бевме принудени да прифаќаме надворешни стандарди, да прифаќаме надворешни однесувања и сето тоа да го вградуваме во нашата конституција на државата. Кога зборувам за либерализмот, иако некои мислат дека е тоа, нели, слобода на однесувањето, дека е тоа слобода на размислувањето и така натаму, либерализмот представува западен систем или општество, западно општество, марксистичко општество. Наспроти источното марксистичко општество, кое се нарекуваше комунизам или социјализам, ние сега имаме западно марксистичко општество кое се нарекува либерализам и многумина нема да се согласат, меѓутоа да направиме споредба. Во источниот комунизам, во источното марксистичко општество, ние имавме создавање на една наднационална држава, една наднационална заедница која се викаше Советски сојуз и која го одзеде суверенитетот на сите држави кои влегоа во нејзе. При тоа се создаде една монета, тоа беше рублјата, која сите држави во таа заедница во Советскиот сојуз ја користеа. Таа и таква држава, таа наддржава, воведе, да речеме, цензура, ждановистичка цензура, со која не се дозволуваше искажување на поинакви мислења. Ние имавме еден официјален весник, тоа беше Московска правда, и го имавме Варшавскиот пакт како ударна тупаница на Советскиот сојуз или на тој источен марксизам. Сега да дојдеме на денешен ден, ние го имаме Европскиот сојуз, кој не знам зошто го викаме Европска унија,
кој Европски сојуз исто така го одзема суверенитетот на државите членки, воведува една валута, тоа е еврото, што треба да ја користат сите. Имаме цензура која се нарекува проверувачи на факти, или не знам уште како се не. Имаме еден официјален весник, тоа е весникот Политико од Брисел, исто како што беше Московска правда. И го имаме НАТО како ударна тупаница на таа наддржава, на таа наднационална творба Европска Унија. Значи ги имаме сите исти параметри кои ги имавме и во источниот комунизам. И тој и таков, јас и во мојата последна колумна напишав, за да направиме споредба. Моша Пијаде, еден од идеолозите на Комунистичката партија на Југославија, на првиот конгрес на Авној во Бихач 1942-та, ќе го парафразирам, вели вака: нам, вели, не ни требаат селани што имаат стока, имаат земја, затоа што тие можат сами да живеат. Нам ни треба да ги осиромашиме, не ни требаат работници кои имаат работа и имаат леп. Ние треба нив да ги направиме пролетери. Ние само несреќниците, вели, сакаат да бидат комунисти и ние треба да создаваме, вели, несреќи за да тие луѓе дојдат кај нас. Ние сме смртни непријатели, вели Моша Пијаде за својата комунистичка, марксистичка идеја, ние сме смртни непријатели на благосостојбата, редот и мирот. И ако така се однесуваше тој источен комунизам, денес гледаме дека и западниот марксизам, западното марксистичко општество се однесува исто. Но источното комунистичко општество, источното марксистичко општество беше засновано на репресија, беше засновано на забрани и беше засновано на се она што значи неможност да имаш свое мислење. Денешното западно марксистичко општество е засновано на еден систем на корупција. Значи, корупцијата е главниот лост преку кој се одржува ова и вакво источно марксистичко општество. Ние сме сведоци дека од врвот на најголемата држава во светот, Соединетите Американски држави, значи од председателот Бајден и неговиот син, преку сите институции во Соединетите Американски држави, таа корупција слегува надолу, доаѓа до господјата фон дер Лајен, за која знаеме, нели, дека беше обвинета за корупција во време на корона кризата, и сето тоа слегува надолу до последното шрафче во државите каде што тој и таков западен марксизам владее или сака да владее. Таа и таква, значи, корупција е систем на владење, систем на униполарниот либерален светски поредок. И таа и таква корупција ги разјадува општествата и ги разјадува државите. И не случајно Доналд Трамп прво што направи, се зафати токму со борба против таа и таква корупција, затоа што беше свесен дека и Америка нема да постои доколку него стори тоа. Единствено, либералните елити во Европа, кои сакаат и понатаму да останат на власт, ја продолжуваат да го чуваат и да го негуваат системот на корупција, продолжуваат да ја чуваат и да ја негуваат и да ја поттикнуваат војната во Украина, затоа што само во една таква ситуација, во ситуација на војна, тие можат да обстанат, и продолжуваат да наметнуваат такви вредности кои се надвор од умот. И кога правиме споредба меѓу тогашниот источен марксизам, целта негова беше уништување на семејството, уништување на суверените држави и уништување на црквата. Ние знаеме дека велеа, нели, дека верата и црквата се опиум за народот. Целта на сегашниот источен, на сегашниот западен марксизам, наречен либерализам, е потполно иста. Методите се други. Уништување на семејството, уништување на суверените држави и уништување на верата, односно на црквата. Кога ќе ја уништите верата кај човекот, кога ќе му ја уништите духовноста, кај тој човек може да проработи корупцијата и целиот оној систем кој е расипан систем и кој ги води државите и општествата онаму каде што се наоѓа.
корупцијата. Дали, бидејќи неколку дена го зборуваме тоа, но тоа не е фраза. Корупцијата е главниот што се покажува и според обвинетите во случајот. Сите знаеме како функционирало тоа. Она што се случи реално во Колчани е токму резултат на таа напластена корупција, на таа ерозија, корозија на системот, која што не случајно се прави. Не може вие да терате корупција, криминал и да го правите тоа што го правите ако системот функционира. Системот за кој што некој не баре не таму ќе го враќале системот, како да не, тие што ќе го враќаат го руинира, но значи не може да имате систем и да имате корупција. Двете не одат заедно. Затоа оние кои што го урнаа системот, го урнаа за да имаат корупцијата. Многу се поврзани. Работите и доведоа за жал до ова што се случува во Македонија. Значи, можно е да имате и систем и корупција во исто време, ама тоа е коруптивен систем. Направен така. Ние го имаме тој систем во светски рамки како униполарен, либерален светски поредок. Значи, токму тоа. И сега, што ни се случува? Не случајно реков, дека имавме несреќа. Токму да ја градиме државата и државноста во тие 30 години, кога либералниот светски поредок беше најмоќен. Денеска е тој на издишување. Денеска е веќе во ситуација да го отстапи местото на мултиполарниот поредок, да го отстапи местото на државите кои ќе владеат со капиталот, а не да бидат држави владеени од капиталот. Оти ние во овој момент, тој либерален, тој западен марксизам, создаде систем во кој капиталот владее со државите. И некаде на запад тоа го нарекуваат корпоративен фашизам, затоа што најголемите корпорации, најголемите инвестициони фондови и банките се тие кои владеат со државата. Трамп го започна и тука процесот да ја одземе државата од корпоративно владење и да воведе етатистичко или државно владење. И ние сме сведоци дека оние држави кои успеа да се заштитат од владењето на капиталот врз државата, тие се денес најбрзо растечките држави. Таков е случајот со Кина, таков е случајот со цела Источна Азија, таков е случајот со еден Виетнам, ако сакаме, кој во минатата година беше најбрзо растечката економија во светот. Значи, тие прво успеа да го исечат да ја исечат корупцијата онолку колку што можеа во сопствените држави. Ние сме сведоци дека една Кина рацете им ги отсекуваше на државните службеници кои влегле во корупција. Истото се случува во Виетнам и во сите тие Значи, само така можеа да влезат во еден нормален систем, да го победат капиталот и тие да владеат со капиталот, а не капиталот со нив. Ние, за жал, и во Република Македонија, со тоа што ни наметнаа приватизација, создадоа ситуација капиталот да владее со Македонија. Не знам колку во проценти, меѓутоа еден добар дел од македонските ресурси се наоѓаат во раце на странски, надворешни корпорации и тие и такви преку капиталот владеат со Република Македонија. Ќе биде исклучително тешко да се излезе од канџите на таквото владење на капиталот врз државата, меѓутоа доколку не го сториме тоа, државата не може да обстане ако остане и понатаму во владење на капиталот. Значи, мора, она што го прави Трамп, да го прават сите, доколку сакаат да обстанат. Да ја вратат државата да биде владетел врз капиталот. Дали е преоптимистички, пренаивно да се очекува дека овие уживатели на коруптивните, сделки и плодови ќе се откажат тек така, беа толку години на власт и сега доаѓа нова власт, се обидува да ги оправи работите и дека тие така ќе дигнат раце и ќе дозволат. Дали ова што ни се случува сега и во моментот, но и претходниот период е токму резултат на она што го прават оние уживатели, односно корумпираните и корисниците на корумпираноста во државата, за да останат негибнати. Да не се лажеме, дел од нив почнаа и да свират клавири и такви работи, и оние кои што се плашат дека ќе го прават истото, ни враќаат вака како што ни враќаат? Значи, тие се нераскинлив дел од тој либерален, коруптивен систем кој владее со светот како светски поредок. Тоа се тие невладини организации. Ние имаме ситуација во која
се создаде една нова професија, се вика активист. Да. Тоа се луѓе кои не создаваат ништо, кои не работат ништо, кои примаат пари од надвор и со тие пари работат против собствената држава, против семејството, против младината, против црквата и против се она што значи традиција на еден народ и на едно А општество. тоа во Македонија се стотици луѓе кои што останаа без пари од USAID. Голем дел, да не се лажеме, беа некаде вчера. Велат се лажеме, дека во една Грузија има 35.000 невладини организации. Можеме да замислиме каква е таа бројка. И сега, што е тоа? Тоа е внесување на мора да го државата да ја споредиме со човечкиот организам. Ако во еден организам, во еден жив организам внесете паразити, тие паразити толку ќе доведат до губење на имунитетот на организмот и тој организам ќе биде подложен на најразлични болештини. Истото се случува со државата. Ако вие внесите недоброј паразити во организмот на државата, тие и такви паразити ќе го одземат имунитетот на државата како жив организам и таа многу лесно ќе биде податлива на болештини и на смрт. Ние преку тие и такви невладини организации, платени од надвор, си внесовме паразити во државниот организам. И час поскоро треба да се донесе закон за странски агенти. Она што го има Соединетите Американски држави, како најдемократска држава, за да се забрани понатамошно активност на такви паразити во државниот систем со странски пари. На времето, бидејќи јас сум повозрасен, и го затекнав и системот од источниот комунизам, на времето тие и такви луѓе се нарекуваа странски шпиони. Тие кои одработуваа за туѓи интереси. И за нив постоеше закон и се знаеше како, колку мора да одговараат. Значи, ние денес имаме ситуација на навлезени паразити во државниот организам. Вие сме сведоци дека тој и таков либерален светски поредок се обиде да ги исклучи политичките партии од случувањата и на нивно место да настапат невладините организации. Што сторија? Најпрвин ги уништија левите политички партии. Во моментот во светот не постојат вистински социјалдемократски партии од оној скандинавски тип, од типот на социјалдемократијата на Вили Брандт во Германија. Значи, леви политички партии, меѓутоа кои се залагаа за вистински вредности и кои создаваа вистински општества. Ги излиберализираа левите политички партии и од нив создадоа каша која не може да понатаму да функционира. За жал, ги излиберализираа и десните политички партии и ние сега имаме граѓанска десница. Граѓанската десница е нешто што не може да постои, затоа што граѓанското и десницата се неспојиви. Оксиморон политички. Ние дури во Република Македонија најверојатно сме единствен пример во светот. Беше формирана партија која се викаше Демократска десница. Тоа е исто како да речете социјалистички капитализам. Так. Значи, ние имавме партија Демократска десница. Чесен крадец. Што сакам да кажам? Значи, тој и таков систем, преку коруптивните методи, ги излиберализира и десните политички партии. Ние затоа во моментов, во една Франција, имаме ситуација кај што десницата, онаа граѓанска десница, е поблиска со крајната левица и соработува со нејзе за да останат либералите на власт, а се згрозува од вистинската десница и нејзе ја нарекува радикална ваква или онаква. Истиот случај го имаме и во една Германија. Тоа се последните да речам сили на либерализмот да се зачува на власт. За да сето ова, зошто го зборувам на крајот сето ова,
заради токму тие луѓе кои рековме вчера, сношти излегува 3, 4, 5 или 10 илјади, небитно е колку, многумина од нив излегува со вистински идеали, со ликот на Че Гевара на маиците, мислејќи дека ќе создаваат револуција во која ќе се борат за правдина. Многумина излегува со идеалите на Бадер Мајнхоф, нели, групата која во Германија дури отиде до тероризам, меѓутоа во борба за некакви правдини. Сега тие луѓе сакам да ме разберат дека она што во моментов е либерализмот, тоа е западен марксизам или западен комунизам, меѓутоа им служи на собствениците на најголемиот капитал во светот. Значи, на оние 0,5% кои го држат капиталот во своји раце, тие луѓе кои излегуваат со ликот на Че Гевара на маиците, се токму негови слуги. Сакам да сватат дека треба да побегнат од таа шема, бидејќи влегуваат токму во шемата на најбогатите, мислејќи дека водат битка против богатите заради некаква социјална правда. Мислиш дека не сваќаат дека се ставени во еден колосек? Не, значи вака сега да се разбереме. Не сите. Оној дел кој е платен. Да. Тој дел точно знае што работи. Меѓутоа, посебно кај младите луѓе, и јас сум бил млад и сум бил, нели, рекле, ако во младоста не си либерал, тогаш не ги знаеш. Ама ако подоцна, кога ќе подостариш, не станеш конзервативец, тоа си веќе будала. Така што јас ги разбирам младите и нивната врела крв, нивната желба за револуција, нивната, нели, кога го согледуваат се тоа на јунаштвото на Че Гевара, јунаштвото на овој на оној, и тие левичарски револуции им изгледаат како вистински мотив за барање правда, за барање социјална правда, за барање ваква или онаква правда. Така, добро, и шарените дилвајли во минатото го носеат Че Гевара. Да, ја носеа и Катица Јанева, меѓу другото. Но каде е проблемот, Лјупчо? Да. Проблемот е што и во сите невладини организации, да речеме, како пример ќе земам, организација некоја која се бори за ЛГБТ правата. Таму најмалку има припадници на ЛГБТ заедницата. Таму има активисти кои се платени, кои не се припадници на ЛГБТ заедницата, ама заради огромните пари го работат тоа во име на ЛГБТ. Истото се случува и овде. Оние кои ги добиваат огромните пари, тие знаат, тие се свесни, ама се платени за да го прават тоа. Јас ова што го говорам за оние кои несвесно, кои заради врелата зовриената крв, заради на крајот на краиштата, реалната потреба да се дојде до вистина, да се дојде до одговорност, да се дојде до, нели, се она што сите нас не измачува, без разлика дали сме на левата, на десната, на оваа или на онаа страна, дали сме во оваа или во онаа етничка група. Реално, кога ќе седнеме дома, сами со себе, кога ќе размислиме, сите нас не измачува неправдата, сите нас не измачува корупцијата, затоа што заради таа неправда и таа корупција, ние ги изгубивме децата. Не само оние кои не изгореа во дискотеката. Ние изгоревме една цела генерација испраќајќи ја надвор од Македонија. Таа генерација, таа македонска генерација е за жал изгубена, таа е изгорена за нас, за државата Република Македонија. Значи, сите нас не измачува тоа сето и е нормално, е човечки да бараме одговорност, но никако да не влегуваме во шемата на платените револуционери кои гледаме што се случува, не дај Боже. Токму им требаат на тие либерални елити. Во овој момент, таквите либерални елити во Европската Унија и во дел од државите членки на Европската Унија единствено обстојуваат само уште заради војната во Украина. И не случајно тие и таквите бараат уште 1000 милиарди евра за да се милитаризираат и за да ја продолжат војната во Украина, затоа што тие и таквите живеат во култура на војна. И ним им треба војна за да може да обстанат. Доколку ја нема војната на Украина, прва, најблиска дестинација за да воспостават таков систем на војна
е Балканот. И ние гледаме дека токму тука во моментов, во балканските држави, се или многу близко на ободот на Балканот се случуваат тие шарени или обоени револуции. Тоа е Грузија, тоа е Романија, тоа е Словачка, Унгарија, Србија, Босна, Македонија, Турција, па дури има обид и во една Грција, има обид во една Бугарија, каде што имаат реални барања, например да не се воведе еврото. Има дел од бугарите кои не сакаат од после 2 месеци да се воведе еврото, затоа што се свесни дека и последниот дел од суверенитетот ќе го изгубат, но во секој случај тие и такви либерални елити од западниот дел на Европа го обстојуваат само заради војните кои се случуваат. Не дај Боже, затоа предупредувам да не си дозволиме, затоа што да сме начисто. Јас ги следам и состојбите во соседна Србија. Она како се движат нештата таму, за жал, води кон граѓанска војна. Граѓанската војна потоа се прелива на секаде околу. И тоа воопшто не е добро. Да не дозволиме, затоа и нашата влада треба да биде свесна дека работите се засекуваат во корен. Затоа и реков да се донесе закон за тие странски агенти. Да се измени системот на образование, тоа е второто нешто, затоа што еден дел од ова што ни се случи и во Кочани, и што ни се случува е заради системот кој ни го наметнаа токму таа либерална, марксистичка, западна елита, ни наметна таков систем. Ние имавме воспитно-образовен систем. Денес имаме само образовен систем. Ние ја исфрливме воспитната компонента од образовниот систем и затоа сега имаме неуспешен образовен систем, ама имаме затоа полни воспитно-поправни установи. Секој кој нема воспитно образовен систем, ќе има воспитно поправни установи кои ќе му бидат полни. Во Јапонија воспитната компонента е единствена во првите 3 години од школувањето. Значи таму само се воспитуваат децата во првите 3 години, а дури потоа се образуваат. Значи тоа е второто нешто што треба да осториме и третото нешто е воведување на воениот рок. И тоа е стандард кој ни го воведоа, нели, преку НАТО, преку таа либерална агенда. Значи ние мораме момчињата да ги правиме мажи. И тука немаме дилема. Дали тој воен рок ќе биде 6 месеци, 9 месеци, затоа има луѓе кои се многу покомпетентни од мене. Меѓутоа, овие 3 нешта се нешта кои мораме час поскоро да ги сториме. Кога сме кај оние обиди за политизација на протестите, се случија некои работи кои што искрено малку лошо им е тоа сценариото, гледано од страна премногу прозирно. Ако се сеќаваш, вчера протестот го заврши на мегафон синот на кој друг ако не на Владо Бучковски, а за да биде работата уште по онаква каква што не треба да биде, денеска пресконференција во СДСМ држеше Јон Фрчковски. Што е ова на младите, светото станува? Ти пишуваше токму на оваа тема, последната колумна ти беше не среќате и таката монструозна алатка на политичката корист. Малку не размислуваат, промислуваат, децата ги пуштаат на старите се премногу со некакви љаги, па нема да поминат, па сега нивните синови не можеа да најдат некој други да го заврши протестот, да одржи пресконференција. Кој е следен од синовите, керките? Лјупчо, многу пати сум пишувал. Ова е остаток од црвената буржуазија. Ние во минатиот систем до 90-тата имавме создадено во поранешната држава црвена буржуазија, која ја представува комунистичките или социјалистичките директори, социјалистичките функционери и високите офицери во тогашната ЈНА. Така се создаваше таа црвена буржуазија. Таа и таква црвена буржуазија го киднапира, го окупира водно и таму создаде своја енклава. Таа и таква црвена буржуазија дури создаваше инцестни бракови меѓу себе за да остане затворена. Таа и таква
продолжи и во овие 30 години. Значи, наследниците на црвената буржуазија беа тие кои ја извршија криминалната приватизација за да дојдат повторно во владење. Тие и таквите преку СДСМ владееја со оваа држава. И сега нивните внуци, да речеме, се појавуваат еве повторно. И имаме проблем, значи, со црвената буржуазија. Црвената буржуазија е, впрочем, она што на времето се нарекуваше УДБА. Таа е таа македонска длабока држава, која постојано излегува од мочуриштето во моменти кога нема да биде на власт. Ние мораме да бидеме свесни дека тоа нам ни се случува постојано, меѓутоа поддржано од корумпираните представници на меѓународната заедница овде во Македонија. Што сакам да кажам, 98-та, кога требаше да се формира десничарска влада, на ВМРО ДПМН му беше додадена партијата на Васил Тупурковски, за да преку нејзе се врши контрола на десничарските агенди, да се ублажат тие десничарски агенди, а дел од дотогашната црвена буржуазија која владееше и која за некои нешта требаше да одговара, да се префрли во таа партија и да куртули од некакви судски разрешници. И да го подпишат признавањето на Тајван. Тоа сето се, значи тоа се нус последици на ова сето. Потоа, кога Груевски во 2006 ја формираше владата, повторно мораше да ја прими партијата на Тито Петковски, нова НСДП. НСДП. Повторно, под притисок од надвор и повторно за истите цели, за да биде контролирана десничарската влада, да не може да излезе со полн капацитет со десничарски конзервативни агенди и за да може повторно оние кои дотогаш учествувале, а се припадници токму на таа црвена буржуазија, а учествувале во неправилностите, да можат да ја искористат оваа партија како понтонски мост. Денес во коалицијата ние повторно имаме таква ситуација и Мицковски треба да биде многу предпазлив. Јас ќе бидам искрен и ќе кажам, и околу него, внатре во партијата, има либерализирани десничари, и во коалицијата имаме многу такви либерални компоненти, така што оттаму е опасноста колку ќе може да се справи со сето ова како влада, затоа што ако имате сопки однатре, многу е тешко да работите. Велат, најтежок е домашниот арамија. Ако дома имате некој кој изнесува, кој краде, најтешко со него се справувате. Така што ние за жал имаме една ситуација која јас искрено, најискрено би сакал оваа влада да успее да се справи со се она со што до пред 9 месеци изгледаше дури и невозможно. И јас на министерот за внатрешни работи му напишав една кратка порака на Тошковски, само со едно, да му дадам поддршка, да му кажам дека се гордеам со она што го работи. Значи, до пред 9 месеци не ни помислувавме дека е можна ваква битка со криминалот, со корупцијата и со сето тоа. Му посакувам на премиерот и на владата да издржат во оваа битка, меѓутоа дека ќе биде многу тешко. Ќе биде многу тешко. Она што вчера се случи покажува дека длабоката држава Македонија уште како е жива, уште како ровари и работи, и сега следно на удар ќе биде Македонската православна црква. Треба да се избере владика одговорен за Дебарско-Охридската епархија. Таму ќе се води битката, дали Македонската православна црква ќе остане онаму каде што треба, или Вартоломеј, грчкиот владика од Цариград, кој гледаме дека примил пари од Хилари Клинтон,
за да работи на рекомпонирање на православието, ќе успее во својата намера да го стори истото што го стори во Украина. Таму создаде, наспроти Украинската православна црква, создаде православна црква на Украина. Во Македонија целта беше наместо Македонска православна црква да се создаде православна црква на Северна Македонија. Значи, следниот удар, овие рестлови, овие остатоци од црвената буржуазија ќе помогнат да биде наменет токму таму кон МПЦ. Оти јас во многу случаи сум рекол, за жал, за добар слуга не постои лош господар. Тие за добри пари се подготвени да одработат за секого. Дали за да се заврши работата во Кочани, бидејќи јас како што гледам се на добар пат и досега, како што кажа и ти самиот, не се случило ваква битка со корупцијата и криминалот без ваши, наши, затворени се од сите партии луѓе, за промена, нели? Но дали треба да одиме малку и подлабоко, бидејќи причината за Кочани и она што се случуваше порано, причината за Кочани е развојот на настаните и неказнивоста во модуларната болница, оној кабелот или возачот во Ласкарци или пак во Струма, што беше таму кошницата, возачот повторно постојано или па еве истрага за председателот Борис Трајковски, пилотот беше квиновен, нели? Во онкологија беше сестрата на двојник со пасошите за мафијаши, беа оние, нели, на портирница и пасошкото оделение на шалтер, да се прекине со таа неказнивост, да се реотворат сите овие случаи што ги спомнав, за да се покаже во Македонија дека нема проштевање, но и дека правдата доаѓа. Ако завршиме само со една работа што е сега, а верувам дека со ова ќе завршат, на добар пат се, треба да се реотворат и оние од минатото. И тоа не толку, тоа е блиско минато. Значи, Лјупчо, тој светски систем на корупција создаваше неказнивост во државите. Значи, тие луѓе кои беа корумпирани и платени да го сторат тоа што го сторија заради промена на името, им беше кажано дека нема да бидат казнети, дека ќе уживаат во својата неказнивост и заради тоа можеше да се случува тоа што се случуваше. Ние имавме ситуација кога тогашниот премиер, човекот кој нели продавал пиперки во горни, а сега гради згради во Дубај. Да. Тој човек рече е добро, што сега да земеме бензин и да се самозапалиме. Дали е тоа реакција на човек кој води држава? Дали е тоа реакција на нормален човек? Еве, нека не биде дури ни премиер, нека не биде ништо, нека биде нормален човек. Дали таквиот однос е реакција на нормален човек? Тоа е реакција на човек аздисан од гаранциите кои му се дадени од надвор дека нема да одговара за ништо. И зошто говорам дека сега е момент за ресетирање на државата? Во моментот кога Трамп ја ресетира најголемата држава на светот, кога Трамп заедно со Руската Федерација и со Кина ќе вршат ресет на светскиот поредок, ќе вршат ресетирање на светските односи, е вистински момент ние да влеземе во ресетирање на државата. Токму тоа значи она што го велиш, враќање наназад и барање одговорност. Барање одговорност за многу работи. Оти не се жртви само оние кои загинаа во модуларната болница, на магистралата Струма или ваму или онаму. Жртви сме сите ние. Ами ајде вака дали она што веќе беше подпишано како брза пруга и како гасовод кој требаше да поминува низ Македонија и што требаше на Македонија само од транзитот на газ и од транзитот на возовите кои ќе носеа стоки од Атинското и Солунското пристаниште до Централна Европа, Македонија требаше да добива околу 1 милијарда евра. Дали тоа не е економско злосторство врз државата и врз целиот народ? Дали прекинувајќи го тоа, ние знаеме дека Заев под притисок на оние кои го донесоа на власт, ги прекина тие и такви проекти и денес. Тие проекти, знаеш каде минуваат? 100 километри источно. Од Солун одат преку Кулата, Благоевград до Софија и понатаму до Букурешт и до Будимпешта.
Ние останавме слепото црево на Балканот, токму заради тоа е економско злосторство. Значи, ние не изгоревме во модуларна болница, ама ние гориме секој ден заради тоа такво економско злосторство кое беше сторено. Ами ние сега имаме ситуација во која живееме без идентитет, живееме со некое друго име, живееме една ситуација во која служиме за подсмев. Ние на крајот, на краиштата, сме несериозен партнер на останатите држави. На оние 150 или не знам колку држави кои не признаат подуставното име. Па тие нас денеска не сметаат за несериозен партнер, затоа што ние нив ги измамивме. Значи, сето тоа се злосторства на кои треба да се навратиме. И затоа е потребно, задолжително, да се изврши ресетирање на оваа држава, вклучително и она што го зборував во образовниот систем, да извршиме ресетирање на безбедносниот систем, на одбранбениот систем, да извршиме ресетирање. Ами, ако ние влеземе, онака како што влезе Маск во социјалниот систем, во систем здравствениот систем и систем пензискиот во Америка, кај што најде луѓе од 360, стари 360 години, кои уште примаат пензии. Ами ако ние сериозно влеземе во пензискиот, колку ли такви ќе изнајдеме кои во моментов живеат во други држави а примаат пензии? Пред нашата ера, да. Значи, тоа е тоа. На пациент, на организам, во кој влегле паразитите и имунитетот му го одзеле и се бори за живот, му се врши операција, му се врши радикална операција. На нашата држава и треба таква радикална операција, односно и треба ресетирање, ако сакаме да бидеме на вистински пат. Ова што се започна, ова е само 0,1% од она што треба да се заврши. Но добро е што барем еднаш се започна. Оти досега не беше дури нити започнат. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е Страшан Ангеловски, ке зборуваме и за колективната одговорност на секој од нас за она што се случи, за тоа како можеме и да придонесеме никогаш да не се повтори. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Страшо Ангеловски. Страшо, ти пишуваше токму и на оваа тема. Зборуваме за колективната одговорност за сето од нас, особено за Кочанската трагедија. Нашата вината на сите нас кои што реално учествувавме и учествуваме во оваа приказка, сакајки или не, но нели со тоа што го правиме во уливањето на системот не директно, но колку имаме сите реално одговорност. Значи, дефинитивно сите. Да. Дефинитивно сите имаме одговорност и јас напишав таму. Јас ги следев посебно социјалните мрежи, кај што луѓето си префрлаа еден на друг. Ете, заради тоа што овој побарал, нели, она што го велевме ние врски, за да заврши преку врски, дојде до таму. Ете, овој со врски, ете, оној. Еве, затоа Исус рекол, оној кој не сторил греф, нека го фрли првиот камен. Исто и ние, ајде да видиме кој од нас никогаш во животот не побарал така наречени врски за беззначајни работи. Еве, ако не му работел мигавецот на автомобилот, да побара полицаец кој ќе му ја скине доколку бил казнет, да побара преку ред да биде прегледан на доктор, да побара поправање на единицата на неговото дете. Ако има таков, тој нека излезе и нека каже. Значи, ова сето е мал дел, можеби извонредно ситно изгледа во споредба со она што се случи во Кочани. Меѓутоа, јас пишувам во таа колумна. Тоа се тие ситни залчиња со кои ние го храневме тој корумпиран систем, со кој го храневме аждерот, кој денес ги проголта нашите деца. Значи, менталитетот треба да го промениме. Едноставно, ако сакаме утре, задутре да имаме право да зборуваме дека тој е виновен, тогаш треба најпрвин да се исчистиме себе си, да побегнеме од тие коруптивни, макар и
носење 200 грама кафе на докторот или не знам што, тоа се ситни залчиња со кои тој аждер се храни. Значи, колективната наша вина за сето ова што се случува, мораме да си ја прифатиме заради менталитетот кој завладеа, но и заради, повторно ќе речам, она што како систем ни се наметнува 30 години. Нам ни се наметна коруптивниот систем. Ние почнавме како во нормално општество да живееме во корумпирано општество. Оној кој не вршеше корупција или не беше, тој го сметаа за... Еве, во политиката тврдат дека си неуспешен политичар, еве како мене, јас сум неуспешен, затоа што немам учествувано во ниеден коруптивен скандал, немам украдено ниту еден денар и немам спечалено милиони евра. Ние успешноста ја цениме според тоа, дали и колку си се снашол во општеството, а снаоѓањето значи крадење, значи корупција. Ние успешноста општо, не само во политиката, и во новинарството, и во кој да е сегмент од општеството, успешноста ја цениме според она како си се снашол. И уште нешто, ние за жал, тој и таков либерален западен марксизам нам ни воведе погрешни стандарди според кои се владееме. Ние имаме академици на науки кои одат пешки и кои чекаат некој новокомпониран бизнисмен да отвори некаква фондација во академијата за да можат да работат. Наспроти нив имаме деца кои возат автомобили од 100.000 евра. Ние имаме воодушевување од турбофолк звезди кои доаѓаат и ги удираат со влечки нашите млади или не знам што се случува, гледаме што се случува по тие концерти, а немаме воодушевување од, да речеме, еден врвен литерат, од еден врвен глумец, од еден врвен оперски пеач, па дури ако сакаме од еден врвен исполнител на македонска традиционална музика, она што е наше. Ние имаме луѓе кои велат црквата да не го кажам зборот и наместо да се воодушевуваме од начелата на православието, на христијанството, ние се воодушевуваме од она што значи гаснење на христијанството. И мора да знаат луѓето дека она што во Америка значеше одвојување на црквата од државата, тоа е создадено не заради црквата да не се меша во државните работи, туку црквата да биде заштитена од можноста државата да се меша во нејзините работи. Значи, треба да не ги искривуваме нештата и на крај веќе речам за искривените вредности. Ние имаме пример кога се избира жена на годината, наместо да се избере самохрана мајка, која работи по 2 смени, за да ги одгледа децата и од нив да направи доктори, инженери или не знам што, ние избираме, ќе го употребам тој збор, инфлуенсерки, знаеме што значи тоа. Да не зборувам на таа тема и последните избори беа катастрофални. Ама мораме да зборуваме на таа тема. Тоа се тие вредности кои општеството и државата ни ја водат таму кај што не треба. Значи, ние мораме да се вратиме на духовноста, мораме да се вратиме на традицијата, да ги заштитиме децата, да го заштитиме семејството, да ја заштитиме нацијата. Така ќе ја заштитиме државата и така ќе создадеме систем во кој ќе функционираме. Оти не се ниту глупави, ниту вакви, ниту онакви, оние кои работат во овој коруптивен систем. Тие едноставно се избегани од верата, од духовноста. Оти човек кои припаѓа на верата, дали на православната, дали на муслиманската, онаа вистинската, не онаа која ја создадоа либералите како радикален ислам, тој човек не влегува во коруптивен систем, тој човек не краде, тој човек не уништува ништо околу себе. Човекот кој е верник, човекот за кого духовноста е основата на постоењето. Затоа треба да го вратиме општеството таму. Руската федерација има успеси
откако Владимир Путин ја врати духовноста во Руската Федерација. Не навлегувам се овде во специјалната воена операција и во се она што се случува, макар да имам свое јасно мислење за тоа, меѓутоа Руската Федерација зајакна од моментот кога се врати кон духовноста. Вие гледате дека таму и муслиманите и православните живеат во заедништво и живеат со љубов кон татковината. Тоа нам ни треба да го сториме ако сакаме. Освен ова што го кажа, како поединци, како можеме да помогнеме, со какви своји постапки, за да помогнеме да се ресетира овој систем во тек е она што се случува, истрагата, не само на ова поле, се надеваме дека ќе се отворат и другите, нели, но еве како можеме да помогнеме за Кочанската трагедија да има разрешница, ние, секој граѓанин посебно. Што мислиш? Дали со поддршка, како би било според тебе најдобро, што треба да стори секој за да работата на вистина заврши без оние обструкции од оние коруптивните Значи, гледаме, она што се случува во Србија треба да ни биде поука. Истото се почнува да се случува кај нас. Ги побара во Србија сите документи околу уривањето на стресницата во Новис. Тоа се случува и кај нас. Да им биле дадени документите за да видат. Не. Во Србија викаат институциите да функционираат, оние блокаторите, а ги блокираат институциите. Значи, на институциите сите ние треба да им даде посебно во оваа ситуација кога гледаме дека барем се обидуваат да бидат непристрасни, да бидат непартиски. На тие и такви институции да им дадеме поддршка за да ја истераат работата до крај. Искрено ќе ти кажам. Јас ќе бидам првиот кој, иако се наоѓам во коалицијата која е на власт, кој ќе излезам и ќе го повикам народот на протест, доколку се соочиме со ситуација во која ќе се штитат нашите, а ќе се затвараат вашите. Почетната разврска на случувањата даваат надеж дека нема да биде така, односно дека сите кои се виновни ќе бидат ставени во рамката на виновните. Сите кои не се виновни, без разлика дали се мои најголеми политички непријатели, не смееме ниту да ги казниме, ниту да бараме одговорност од нив. Значи, мораме првично така да постапиме и второ, како народ, исто како што во 1941-та нашиот народ со инстинкт и со желба да се сочува и да создаде држава, влезе во народно ослободителна национална војна од која создаде држава, меѓутоа застана на страната на антифашистичката коалиција. Во моментов во светов се создава антилиберална коалиција. Нашиот народ мора да застане и нашата држава, тогаш бидејќи сме немале држава, ние како народ сме застанале на страната на антифашистичката. Денес како држава ние мораме јасно и недвосмислено да застанеме на страната на антилибералната коалиција, која веќе ја започна војната со либерализмот како зло, со корупцијата и со сето она. Треба да се угледаме на она што во моментов се случува во Соединетите Американски држави и како држава да се поставиме да не робуваме понатаму на либералните потреби на дел од Европската заедница, Европската Унија, Европскиот Сојуз, кои гледаме на каде водат. Водат кон продолжување на војната, водат кон она најнесаканото, не дај Боже, може да не доведат и до една нуклеарна катастрофа, за која јас навистина не би сакал нашите деца да. Ти благодарам што беше мој гост. Јас благодарам на можноста да бидам малку досаден за гледачите, ама сакав од најдолу да ги извадиме работите, за да им станат јасни на сите. Ти благодарам уште еднаш, ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.